Речиси по 3 недели штрајк во образованието, денеска учениците се вратија во училишните клупи. СОНК синоќа донесе одлука штрајкот да го стави во мирување и да продолжи со дијалогот со владата околу нивните барања. Започна комуникацијата на представници на Министерството за образование и наука и СОНК со посредство на медијаторот за да се утврдат насоките и точките за водење на разговорите, а после празниците истите ќе течат со зголемен интензитет. Председателот на СОНК го повика членството да не потпаѓа под провокации и да не верува во лажни вести. Штрајкот не е прекинат, тука е ставен во мирување во следните 10 дена. Тој повика да не се политизира синдикалното движење на просветарите, нешто што во јавноста е тема уште на почетокот на штрајкот. Денешната пресконференција е свикана по однос на вчерашното известнување што го добивме од Министерството за труд и социјална политика, каде што по иницијатива на Министерството за образование и наука се поведува постапка за помирување помеѓу двете организации, а тоа се Министерството за образование и наука и Синдикатот за образование и наука и култура на Република Македонија. Во врска со ова известување, вчера Советот на СОНК донесе одлука да се стави штрајкот во мирување, кое што е производ на законска обврска, која што мораме да ја испочитуваме. Од таа причина јас би сакал денеска јавноста уште еднаш да информираме со помош на нашите правни застапници, тоа се двајцата адвокати на СОНК, кои што ќе се обидат од правен аспект да го образложат така наречениот проблем кој што веројатно поинаку се толкуваше вчера во јавноста и малку и се радикализира незадоволството кон одлуката на Советот. Во Струмичко настава во основните училишта почна да се известува уште од вчера. При последното изјаснување на синдикалните организации во Струмичко-Радовишкиот регион од вкупно 31, 15 синдикални организации се изјаснија во вторникот да продолжи штрајкот, додека 14 одлучиле да го прекинат. Но и покрај одлуките учениците не доаѓаа на настава. Денеска сликата е поразлична. Насекаде во сите училишта се изведуваше настава, а учениците беа присутни во училишните клупи.